Понизата скандали за злоупотреба на европски пари во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Erasmus+, кој завршија и со затворска пресуда за екс-директорката за злоупотреба на службената положба. Министерката за образование и наука Весна Јаневска уверува дека агенцијата се стабилизира и го враќа својот кредибилитет. Според неа, споредбено со минатата година, бројот на апликации за проекти за мобилности на ученици и наставници во рамки на Еразмус бил зголемен за 100%, па така годинава биле поднесени над 300 апликации, зашто ќе бидат подпишани 161 договор, кој ќе опфати 270 институции и организации од Македонија. После повеќе годишно губење на кредибилитетот на оваа агенција, конечно таа се стабилизира. Одобрени се 7 милиони евра за овие активности за 270 проекти, што значи дека успешно стартуваме да функционираме. Директорката на агенцијата Ана Михајлов информираше дека од нејзиното назначување пред 2 месеци до денес биле остварани преку 200 средби со потенцијални корисници. Таа информираше дека средствата во вредност од 7 милиони евра се веќе добиени од Европската унија. Сме во постојана корелација со Европската комисија и со несебична поддршка од Министерството, посебно од Министерката. Со нејзина несебична поддршка и соработка имаме единствена цел да ја вратиме агенцијата на европскиот пат, каде што заслужува. Агендата за одбележување на Еразмус деновите 2025 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја започна со Еразмус штафета Кутија во движење, во која учениците и наставниците ќе оставаат пораки од своите искуства и препораки, со цел да стимулираат нови корисници на програмата. Од агенцијата најавија дека оваа кутија ќе заобиколи повеќе училишта во државата, пошто писмата ќе бидат јавно објавени.